Поради трагичната смрт на директорот на Фудбалската федерација на Македонија Петар Милошевски, неизвесен е стартот на пролетниот дел од правенството во третата лига Исток. Полусезоната Осогово ја отвора со гостување во Лозово против екипата на Работник. Клубот за мал фудбал Кочани во рамки на редовното коло во втората македонска футсал лига ќе гостува во Прилеп против Хедис. Таму кочанскиот второлигаш го очекува тежок надпревар со оглед на тоа што домакините во моментов се првопласирани. Во сабота и недела се играат и надпреварите од 14-тото коло во првата македонска фудбалска лига за жени. Лидерот на табелата Кочани гостува на екипата на Конзули во Битола, додека во Оризари иднина се среќава со вториот битолски представник во лигата Топгол. Надпреварот во Оризари се игра во недела со почеток во 12 часот. На другите надпревари се среќаваат Ас Юнайтед Единство, Тиверија Победа и Борец Билјанини Извори. Слободно ова коло е екипата на Речица. Осмиот меморијален фудбалски турнир Драганица Куп, што беше планиран да се одржи минатата седмица, е закажан за предстојниот викенд. Пребукираност на стадионот Никола Мантов беше причината поради која организаторот беше принуден на таков чекор. Купот ќе се одржи в сабота 15 март со почеток во 10 часот. Освен домакинот Осогово, на турнирот ќе учествуваат и пионерските екипи на Борец од Велес, Академија Пандев Постолов од Штип и Брегалница Делчево. За првопласираните три екипи организаторите обезбедија пехарија ќе бидат наградени најдобриот голман и најдобриот играч на турнирот. Надпреварот за третото место е во 13 часот, а финалето е закажано за во 14 часот. Турнирот се игра во чест на кочанската фудбалска легенда Драганчо Михајлов Драганицата. Викендов се игра и кошарка во рамки на третата лига. Баскет Дино го игра дербито на врвот од табелата во Велес против екипата на Борец. Надпреварот е закажан за сабота со почеток во 12 часот. Важен надпревар игра и екипата на Сашко Лазаров во М18 против Водносанс. Надпреварот се игра во Кочани во недела со почеток во 14 часот. Ден предходно, во рамки на М16, Баскет Дино се среќава со екипата на Академик во Кочани. Тој надпревар е в сабота во 17 часот. Во понеделник пак во М14 лигата, најмладата кошаркарска екипа на Сашко Лазаров гостува во Свети Николе против Овчеполе.